Ти благодарам, банкару. Само што ми јавија дека распустот е завршен и дека пратениците се назад во своите клупи, одморени, освежени и се надеваме со прочитани лектири. Здраво. Чекај да се... Чекај да се откопча. Него... Ја пари земав ли? Чекај да видам. Овдека, кој ќе плати ова? Ме чеша рука, многу ми лепи. Него ти многу боја имаш, бе. Кај си поцрнал, Волко? На село, со граѓани, како? Него и ти не си ложила ова на челово, ова шутија тука на челово. Комарец ме касна на... Комарци, Здраво, дечки. Здраво, Емил. Здраво, брат. Здраво, Емил. Здраво, дечки. Како, за распустот некоја дива свиња утепа? Не, зајци ловиме. Зајци, бе. Да. Абе, зашто да ловиш, само ќе му ги тргнеш министрите? Мора вака суши, да го фатиш суши. Само тргни му ги министрите. Здраво, брат. И види ципела, види зумни. Бело си е бело, бе, кажују ти. Еве, сак јас си купи бели ципели. Они идев на секакво одело, бе, кажују ти. А деца купуе свашта. Еве, денеска ги прати, купуе свашта. Ја кад иду, бе, знам да одберу. Иду со жену, дај да виду, фатим го у руку и гледам одма. Добро ли е, не ли е? Ако е добро, купувам. И после терам док не се исцепев. Ало? Брат, ама си подцрнел. Од кај ми звониш? Те гледам. А? Те гледам. Од кај ме гледаш, бе? Не, ја не го познав, бе. Поцрнеа многу и брадичка ја пушти. Не го познав, ја не го познав. Каде е? Куде е, бе, човек? Куде е, бе? Тега, бе, Илчо, Сега ќе видите, абе, брадичка ја пушти. Куде си, бе? Здраво. Нова си поцрнеа, бе. Куде си бија, бе, Зини да ти кажам. Абе, ќе ти искину, еј. Абе, брадичка си пушти, Пуштија сам одавно. Види го Илија, ама се разубавел, бе. Затоа што и сунчан е тоа. Па и јас сум и сунчан, па не сум разубавен. Илија, дојдете малку вамо, дај. Здраво, Илчо, добра боја си набрал ти. Како продорим, бе? Ајде, тргни се ти, шетај. Илчо, чекај ти малку, остај. Абе, дојди вамо сега, нека оди човекот. Кажи. Види го. Да одам таму. Машнава ми од Рим ја земав, ама со чворот имам за јабанција некоја, абе, Машната, Види. добра ти е, бе, што има врска. добар ми е чворот овде, добро ли е, да не ме стега многу. И мустаци сакам да како чом, да бидам вака да како чом. Илчо фатил боја. Фатил, види го. Фатил боја. Еве го, не стварно. Каде, бе? Ајде седнете, Илчо, Крсте, ајде молам да почнеме. Седнете, ајде, ве молам, колеги. Дали се сите тука? Сада сама ги нема. Тие па не можат вратата да ја најдат. Ајде тука, лево фати. Председателе, Ето. до тоалет да одам до веце, ако може да мочам. Ајде ам да излези и ти. Ајде иди да почнеме више, колеги. Ајде, значи да почнеме, колеги. Распустот заврши и беше краток и морав да ве соберам за да видиме дали има некои црни работи за кои што поише ќе го замолам господинот Емил Димитриев да саопшти. Го гледам јас, Силчо, ама не е се така црно. Ова ситуација во многу шаренило им у градов и таа ситуација мора да надминеме некако. Како не е се така црно? Еве на црна листа гледам овдека, еве го овој, еве го и овој. Процедурално само да кажам, техничкиот премиер кога збореше за црно, не мислеше за црна листа, туку мислеше за мојот бакарен тен. А јас сега ќе го замолам колегата Талат да искочи и да каже пред сите овдека зошто поднесе иницијатива за да ни го скратат распустот. Ке видите вие тек што е црно. Додека вие не делите тука на црни и на шарени, на никој нема ни розев, ни ден бел, да види, мислим. Тоа е суштината, мислим. И за тоа, сега ќе го замолим јас председателот тука, да признае грешка и да ни каже зошто го прекинал распуста и зашто не викнал тука. Му благодарам на Талат. Јас за да го прекинам распустот, морам да ви кажам дека имам дозвола директно од папата што е од Рим и тој рече Уставниот суд може да го прекине распустот на ова собрание, верујте.
Абе, председателе, абе, тоалетна хартија нема окупателно.